Обид за подкуп на премиерот. Мицкоски информира дека трпел притисоци и имал обид за подкуп преку разни комуникацијски канали за да го потпише тендерот за избор на фирма која треба да ја гради третата делница од пругата кон Бугарија на потегот Крива Паланка-бугарска граница. Тој не прецизираше кој стои за овој обид за подкуп, но рече дека ги информирал институциите. Тој за ова ги известил и представниците од Брисел кои изразиле загриженост за ситуацијата. Оваа делница треба да чини 560 милиони евра. Имаше обид за да ми биде понуден подкуп со кој што јас како претседател на владата би потпишал прифаќање на оваа тендерска документација која што истекува на 17 септември овој месец и затоа кажав дека се додека сум јас претседател на владата, овој тендер кој што е тековен и кој што завршува на 17 септември нема да го прифатам, затоа што ви кажав која е причината техничка, но и морална. Завршија времењата на таков тип комуникација со претседателот на владата, можеби со некој други имало така, со овој нема така. Мицкоски вели дека никогаш нема да го прифати овој проект поради технички и морални причини. Тој рече дека се работи за многу пари кои треба да се потрошат за изградба на пруга која завршува во тунел без крај. Дополнително и затоа што динамиката од бугарска страна не е на завидно ниво. Диалогот со бугарите ќе се одвива во Брисел на високо ниво, процес што ќе го фасилитира Европската комисија. Овој проект не е цел. Очекуваме иста таква посветеност и загриженост како што ние манифестираме од бугарска страна, односно другата половина од тунелот да биде завршена, но и оние 5-6 километра со кои што ќе треба истиот да се поврзе со веќе постоечката пруга од бугарска страна, затоа што нас ни треба целиот коридор, а не ние да потрошиме пола милиарда евро дека, а тие да не направат ништо. Мицкоски министерот за европски прашања Орхан Муртезани ја презентираа нацрт реформската агенда 2024-2027. Таа вклучува низа реформи на кои државата се обврзува за да го зголеми економскиот раст, интеграцијата со пазарот на Унијата и пристап на граѓаните до придобивките од ЕУ пред земјава да стане нејзин член. Конкретно ќе работиме на заекнување на јавната внатрешна финансиска контрола, заекнување на системот за јавни набавки, декарбонизација и обновливи извори на енергија, соларна и ветерници, усвојување на систем за трговија со емисии на газ, енергетска ефикасност и справување со загадувањето на воздухот. Според планот за раст на Европската Унија, на земјава треба да ја припаднат на 750 милиони евра, од кои 250 милиони евра се грант, а 500 милиони заеми со поволни услови и рок на отплата до 40 години. По усвојувањето на реформската агенда од Брисел и подпишување на двата договори, едниот за раст и реформи, а вториот за заем, Македонија ќе може да ја повлече првата транша од 7% или 52,5 милиони евра од вкупната сума. Земјава главно ќе аплицира со инфраструктурни проекти за патната и железничката делница долж коридорите 8 и 10.